Благоја Ристовски има 65 години и потекнува од Крива Паланка. Тој е високообразована личност и еден од најдобрите студенти на електротехничкиот факултет. Предавал математика пред стотици студенти, но животот нема да му подели убави карти за да може да го искористи својот талент. Па после неуспешниот брак во Скопје и пропаѓањето на неколку фирми во кои работел, тој станува првиот и последен продавач на весници во центарот на Скопје. Живеел под кирија во еден стан во Злокуќани, а поради тешката заработувачка по 5 дена останувал и без леп. Еден ден му се случува голема несреќа во која паѓа на глава и по добиената амнезија не се сеќава на ништо. Ниту на својот живот, ниту на имињата на најблиските. Ја заборава азбуката, па дури неговата најголема љубов, бројките и математиката. Можеби изгубил се со несреќата, но не и борбеноста во себе. А некогаш најдобриот студент одеднаш не знае да врати кусур на своите муштерии. Зашто веднаш штом се почувствувал подобро, тој се враќа онаму каде што некогаш бил свој на своето, на скопските раскрсници, се до исчезнувањето на печатените медиуми. Немајќи избор, а по сугестија на сестра му Рада, која му е и најголема поддршка, се враќа во родната Крива Паланка, каде старата руинирана куќарка и така болен ја поткрева во импровизиран дом. Денес Благоја живее само со 4000 денари социјална помош, но повторно опколен со неговиот најдобар пријател книгата, верува дека ќе му се помогне да го доправи моменталното живеалиште. Тешкото детство на Снежана Нумовска од Охрид го најавувал уште потешкиот живот со кој оваа жена треба да се бори. Како бебе останала без мајка, па таа и сестра си по преженувањето на татко им биле разделени. До 8 годишна возраст не ни знаела дека има сестра. Растала кај баба и ја сестри и по домови. Од сиромаштијата и проблемите се надева дека ќе избега преку стапувањето во брак, но очигледно дека тука ја прави и првата грешка. На 15 години го минува презимето, на 18 го раѓа синот Дарко, а веќе на 21 година останува сама со детето без никаква помош од никој. Така и се бори сиот живот. Со 2 раце и 10 прсти го одгледува синот и се бори за парче леб. И можеби да не била болеста која ја нападнала и ќе ја легне уште на 36 години, денес незината приказна ќе беше поразлична. Сепак, онака како што излезена од мајчината утроба, така и продолжува да се бори. Сизифовски од ништо создава нешто. Од цигли и дрво сама создава дом. Од сол, брашно и вода го изгледува своето единствено чедо. Немајќи можност да работи болна, останува и без станот под кирија. Па Снежана била принудена да најде државно земјиште, каде веќе 15 години гордо стои незината палата. За некого шупано за мене, ова е топол дом во кој се кријам од болестите и луѓето, кои само ме гледаат и без емпатија, не ми подаваат ниту горка леп, вели оваа жена. Сепак и во 6-та деценија од животот се уште со позитивна мисла и надеж дека ќе се помогне да ја доправи својата творба и ќе може после 15 години како човек да влезе во тоалет и да се избања со топла вода. Понекогаш судбината не прави да правиме и надчовечки напори за да успееме во животот. Тоа денес ќе ви го покажеме на самиот излез од Охрид кај Снежана, која што беше храбра, дури како маж, да изгради со свој раце и 10 прсти куќарка. Добар ден. Добар ден. Јас сум Снежана. Оливера. Мило ми е што дојдовте. Некако дојдовме во контакт, се пријавивте, ве пријавија и дојдовме да прашаме како живеете. Многу тешко. Зошто? Ја ве и гледате сами како живеам. Без струја во овој 21 век. Тоа што значи натрешноста ми е многу слаба. Однадвор сум со штици, внатре со најлон. Како дојдовте до тој момент да живеете вака во ваква состојба? Во ваква состојба бидејќи бев одбиена од солидарниот стан. И веќе бев приморана некаде да живеам. А не бев способна кирија да плаќам. Пошто бидејќи тоаш детето беше во затвор и не бев во можност. И така болеста ме скина многу поиќе него детето. Болни сте. Болна сум, 2 пати сум оперисана од кичмава, сега имам проблем со дебелото црево, па имам тумор на женски органи, така се викаат. Да. Така што се оперисав и тука и... Сите работи ви се наталожиле? Да, и малце сум и психички, дури пијам лекарства за психички работи. Колку години живеете вака и не ме ни чуди со сите овие болести? 15 години. 15 години во вакви услови. Имам побарано исто помош, можам да спомнам, помош од
општината, од државата, значи никој не излезе во сусрет. Се појавија само слики на телевизија и од тоа све што рекоа, никој ништо не даде. Сепак ова е со вашите 10 Ова е прсти. се лично со мој труд и од синот. Може ли да видиме? Повелете, можете да видите што е како е. Ајде, повели. Мало. Јас ќе дојдам зад вас. Ова е плинското. Единствениот уред со кој што можете да стоплите вода. Што најпоќе ми е битен, да можам да стоплам вода и храна да направам е ова плинско. Струја немам. И ова долу не ми е бетонирано, бидејќи немам и услови Вистина во тешко. моментот. Вистина ова се Тоа лоши е. услови за Во ова денешно време да останеме без струја е вистина срамота. но Прво е срамота, после гревота. Овде имат поќе чест животните од колку луѓето. Јас не работам, земам од КПМ. Значи не сум способна за работа. Да бе способна немаше да го земам. Ни вас да ве викнам како стручни лица да ми помогнете, мислам што се занимавате со за помош на некои што не можат сами веќе да постигнат. Како е да се живее во вакви услови? Како преживувате со таа минимална помош? Со таа минимална помош не стигнете. Сигурно е многу тешко и непријатно кога дува, кога врне, кога... Кога врнете, кога дуват, ти се чини дека све ќе одлетат и дека ќе останеш на под ведро небо. Таква е чувството. И затоа и куче си зедов. Барем ти имам другар да и да летнит кровот со кучето ќе си. Ќе одиш негде, ќе застанеш под капајца. Да не ти е страф, не знаеш кој е време, навечер, дење. И после овдека имат секаков народ. Мојот некој врвејќи да те нападне, ти се тие работи. Како што еднош можда се деси, не сакајќи пијано. Лично се исто нападне. Денес се наоѓаме во Домачки дол во Паланка. Денес ќе ве запознаеме со последниот колпортер кој што преживуваше благодарение на продавањето весници, иако е високо образован и на тој начин живееше во Скопје. За жал, здравствената состојба повторно го врати во Паланка. Добар ден. Ај, добар ден. Благоја. Гојчо, така ми кажа дека ве викаат. Така. Ве пријави во срце на дланка вашата сестра, која ни кажа дека Знам, ми кажа дека... сте били во Скопје. Да. Овие што ме спасија... Имавте несреќен случај? Ја мислам вака, дека надоли иде добро, главата имав проблем тогаш. А од што паднавте? Како се случи тоа? Падна со бициклата. Со точа, како се Со вози? бициклата и отворено, нели, тука се гледа, и дента си беше нормално, нели, а они го направили и го оставиле така. Вие не знаевте дека се Едно прави. идење. Каде се случи тоа во Скопје? Тогаш кога беше 5 години, мислам. Пред 5 години? Тупно предпоставувам. И потоа останувате и без сопруга, но моравте да дојдете тука, во родната куќа. Да. Јас мислев дека ќе дојдам сигурно, сам прашањето за колку време, нели? Сега тука живеете. Зашто документите за ебанци имаше додека од таму да се средиш, нели, тука. Ја правев све сум правил тука, двајца и тој и он работи, ама јас сум махер, ова све е правено. Во оваа соба живеете? Тоа не е играчка, то така изгледа, да. Може да видиме? Да. Може да видиме, Благоја? Да. Па зошто? Слободно, ја затоа ставам за да видам. Ова е вашето Па, во моментов брат живеалиште. ми стави ова. Ја купив 5 вати. 5 вати најниско. А сејалица? Најниско. Може ми треба за да може да функционира. Телевизијата е од Данска. Нели?
Значи, се што гледате, тука само да свртете, кај да се свртиш, све е за мене, нели? Значи, храна, еве, од мене што гледаш, нема све за мене. Ова е од сестра ми, ова ја правам тука. Што е, они што ќе ми дадат, нели? Так. Брат ми го купи специјално за мене. Ви помагаат браќата и сестрите? Све. Неам зборови, све од нив. А јас собрав од таму, почнав колку можав, 100.000 собрав. Собрав додека дојдов, додека ова кошта, бе. И ја доле овие почна да ми даваат они, нели? Еве, Колку време бевте во болница? 15 дена. 15 дена. И моравте од почеток да учите и азбука, и зборување. Тоа е интересно. Идам со... у бициклото функционира. Не знаев дека ништо. Сега дознав дека гледам, ова пишува, друга, ова... Не ги Двојките, па да. Латиницата. Ама не знав, сега дознав, ја не знам, дека... Не ги препознавате. Да, ама сега учам, уствари не проверувам, не можам, споро иде, а ќе успеам тоа сигурно, тоа сум го ставал, ја не е случајно. Ама тешко. Беше ова интересно, веро. Одам со бициклата, веро, а поминеш вака, не знам. Чекај бе, како така, идам дома, не бива. Запиши тука, па дома проверувам. 100 пати. Проверувам, 100 пати. 100 пати, замисли. Едно, сега и минјата, сега, Радка го знам, бидејќи на нејзе ја напишав. Сето ова ви се случува откако паднавте со велосипедот и ја повредивте главата? Главата, пошто они ме со раце удрив доле дебело, овака правев рацете. И сега го почнувате животот од почеток во секаква смисла? Почнав од нула.